И одеднаш доаѓа, вика, ние ќе играме репрезентација. Вика, ќе се прави турнир, квалификации за европско, во Полска, за бивши ју републики и бивши советски републики, со плюс не знам кој беше Романија и таму не знам кој друг, и Полска. И окей, века, кога идеме? Идеме за 5 дена, мислам, карикирам. Значи, ние отидовме таму со дресови на работнички. Значи, немаше време да се набави опрема. Тогашното раководство, место опрема, ни набави оддела, да патуваме од оддела 38 сата. Мислам дека идевме со автобус до Бугарија, од Бугарија летавме Будимпешта, од Будимпешта летавме за Варшава, од Варшава не возеа со автобус до Вроцлав. И гледаш дека босанците и хрватите со еден чартер си доаѓаат заедно. А ние патуваме... А војната почета? Да, војната више увеликува. Супер е што си таму, за да видиш докаде си, да кажеш дека си играл и си да те работи. Ентузијазмот беше голем. Стигам у Вроцлав, има техничка комисија на ФИБА и нашите ги вадат дресовите. На дресовите реклама Фершпер. Овде стои Годал работнички. Овде, вака, тоа бе никако да кажем, као да си у 45-та, не као да си у 91-та, 2-та, 3-та. И оние ни викаат, вика, со тие дресови, вика, не може, вика, рекламите мора да се покријат. Во тоа време не дава ФИБА, не знам, вакви реклами, такви реклами. Ајде во хотел, сечи чаршафи, непи, тројачанец докторот нешто со ацетон вади, останува се едно Ф. И вика, треба и тоа. И Буштур му текна и вика, тоа е као за фиром. Вика, ако е за фиром, остај ги дресовите. Значи, нема каде, ние идеме у град да бараме дресови. Да почне утакмицата, вика, не може сите мора или бели или црни патики. Иначе, вика, не знам колку беше, 1000 марки од играч по надпревар. Ние немаме пари да дојдеме до овде, ќе нема да се вратиме багаме. Тројачанец докторот отиде у град со буштур, црн спреј, сите црни патики. Спреј, нема нови патики, само спреј. Немаш кај да најдеш, се Полско у тоа време не беше нешто као што е денеска, што е. Значи, нема, све било со некој ентузијазам, мислам, со многу самооткажување, што мислам дека денеска помлади генерации не го сваќаат, знаеш. Јас секогаш кажам, ако ќе ме прашате, кажи за овој талент, викам, прво да гледате дали е гладен, не во физичка смисла на зборот. Да успе. Да, него дали е гладен да успе. Ако има тој жар во очите во однесувањето и да не е многу талентиран, може да успее. Ако го нема тој жар, имаме многу примери, каде што многу поталентирани играчи од нашата генерација, што сме биле, не успеале, ама ја немале таа работна етика, го немале тој жар, ја немале таа желба за докажување, немале таа желба за победа, не сакале да ја напуштат зоната на комфорт. Значи, ние сите тие кои што сме тргнале на тој пат во Полска, Петар Нумовски беше човек со медали од Евролига, од Куп европски шампиони. Значи, Петар Нумовски си седна во автобусот, се возеше 36 часа со нас. Разбираш, значи, вие сите што играле во Југословенска лига, сите постарите од нас, Давидков, Владичевски, сите тие биле, ние сме ги гледале, иако сме биле во иста екипа со почит и ти давале пример, окей, ако патувам и јас. Утакмиците поминаа како што поминаа, не се прославивме, но тогаш свативме дека, од друга страна, во таа една генерација која што доаѓавме јас, Дејан Јовановски, Књазев, Боцевски браќата и сите, дека има потенцијал, сватија овде дека има потенцијал и само се прелеа тоа во клубовите каде што игравме.